Втор долг ден преполн со нервози и прашалници. Докаде може да оди власта со своето самоволие? Уште колку пати ќе се изгази уставот и ќе се испокрши деловникот? Уште колку ли преседани ќе истрпиме овде? Уште колку ли скандали да очекуваме? Значи, колеги, навистина сте можеле повеќе. Многу, многу повеќе од колку што очекувавме. Можевте и за уставен судија избравте личност која неуставно се однесува. Можевте и за член на регулаторна комисија за енергетика предложивте личност која има помалку години од работниот стаж што е потребен за да се биде член на оваа комисија. Можевте и направивте пратеник да исчезне кога се јави потреба да ја зачувате власта. Можевте и референдум да не признаете. Можевте и денес со указ на председателот го назначивте Фрчковски за амбасадор во Њујорк. Едно не завршило, друго почнува. Како тргнавте, можеби можете колегата Фадил и од пратеник да го разрешите. Видовме дека можете, ама не се докажувајте повеќе, ви веруваме. Каков устав, каква народна волја, денес колегата Фадил мора да се разреши зашто дотука е дојдено. Нема назад, утре нема. Епа, затоа, колеги, гласни ќе бидеме. Нема да молчиме додека ги кршите процедурите. Нема да молчиме и ќе ги попречуваме сите ваши обиди за партизација на се што постои. Откако колегата Фадил Зендели ви кажа дека веќе не се согласува со вашите политики, преку ноќ сте наумиле да го разрешите затоа што свативте дека не можете да имате влијание врз него, а такви вам не ви требаат. Па дури и членови од деловник и устав си најдовте за да си го прикриете срамот. Ама нам сосема ни е јасно дека вие произволно си го толкувате и уставот и деловникот, кога како има потреба. Нам сосема ни е јасно дека председателот на собранието едно говори на пресконференција и телевизија, а овде практикува нешто сосема спротивно од кажаното. 17.2.2022 година, конкретно новинарско прашање до председателот Талат Џафери. Дали имате намера условно насила да го разрешувате Фадил од член на комисијата? Одговор од председателот. Ама дали разбравте? На пленарка треба да дојде од комисијата. Која сила некој измислува на пленарна седница да оди материјал кој не дошол од соодветна комисија? Такви сценарија нема. Како ќе подпишам решение за седница со точка на дневен ред, која што не е извор од соодветната комисија? Јас сум должен да ја чувам процедурата, затоа што јас на крајот подпишувам и кажувам дали процедурата била соодветна. 1.3.2022 година. Имало сила и таа сила има име. Талат Џафери. Подпишан и на крајот дека процедурата била соодветна, подпишан прв на предлог одлуката за разрешување на колегата Фадил Зендели. Значи, имало и сила, а се нашло и сценарио. Не знам дали сте свесни дека со вашите политички пазари и постизборни порамнувања на сметките го девалвиравте овој законодавен дом до тој степен што ова е се освен представнички дом на граѓаните. Ако не сте знаеле, ние пратениците сме представници на граѓаните и народната волја. Ние не сме јавни функционери, ама еве веќе втор ден овде пратеничката функција се изедначува со јавна функција. Ете, и тоа го доживеавме. Ништо не е свето кога власта ќе науми да си обезбеди мнозинство, кое ќе ги аминува нејзините штетни одлуки. Каков Делчев, какви пензии, какви земјоделци, какви кризи, какви акцизи. Во моментов ништо не е поважно од почитуваниот колега Фадил Зендели, исто како што до вчера ништо не беше поважно од Кастриот Реџепи. Вака ли ќе влеземе во редот на напредните држави, колеги? Не. Напредните држави, за жал, од нас учат како не треба да се водат постапките и вашите примери служат како негативна пракса која треба да се избегнува.
Започнуваме постапка која не смее да започне овде, затоа што местото и е на комисија. И тоа многу убаво се го кажа председателот на собранието. Величенствениот Талат Џафери, силата Талат Џафери, затоа што му се може едно да кажува, друго да мисли, сосема трето да прави. Со вашите политички трговии партизацијата стана домашен бренд. Сакаме да се интегрираме во европските процеси, ама таму не се оди со стариот багаж, колеги. Тие процеси бараат нови стандарди и вистинско почитување на законите. Да мислиш дека не си сгрешил е состојба во која ти нема помош. Дали ова денес е конститутивна седница? Како да разрешиме член на Собраниска комисија без предлог на Комисијата за избори и именувања? Каде отидоа амандманите што ги поднесовме? Дали член 114 и 118 од Деловникот и член 68 и 76 од Уставот на кои се повикувате, ќе го направат колегата Зендели носител на јавна функција? Па како сте наумиле да го разрешите кога го избрале граѓаните, а не Заев или Ковачевски, ниту пак Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ? Треба да ви биде срам од народот, ама срамот за вас е непозната категорија, затоа што ако имавте срам, немаше Уставниот суд да го внесувате овде, туку ќе си го оставевте да го штити уставниот поредок. Освен изјавата на председателот што ја спомнав, по кој член и да се повикаме, ќе го видиме само и само вашето неделовничко и неуставно однесување. Председателот на собрание кажа, или ќе се донесе деловнички, или нема да се донесе. Кој ќе биде заклучокот на јавноста кога сепак ќе се донесе? Да продолжам. Член 114 на кој најпрвин сте се повикале вели: Собранието врши избори, именувања и разрешување на носители на јавни и други функции на начин утврден со Уставот и со закон. Дали колегата Фадил е носител на јавна функција за да го избереме, именуваме или разрешиме? Не е. Член 108 од Деловникот вели: изборот на председател и членови на работните тела се врши од редот на пратениците во собранието по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, а врз основа на листата што ја предлагаат пратеничките групи. Каде е предлогот на комисијата? И него го нема. Член 62 од Уставот, кој за вас очигледно нема никакво значење, вели: пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Ете, тука лежи зајачето. Пратеникот одлучува по свое уверување. Оваа реченица ви пречи, затоа што колегата Фадил не одлучува по ваше уверување. И секоја чест за него. Така треба да се однесува секој представник на граѓаните и секој избран од граѓаните. Зошто ние овде имавме пример и како не смее да се однесува пратеник избран од граѓаните и затоа дотичниот си остана на страната која се однесува онака како што никој не смее да се однесува. Свесни ли сте дека од државата направивте контејнер држава во секаков поглед? Свесни ли сте дека станавте експерти за аздисување од најлош вид? За чии интереси, колеги?